Со премиерата на документарниот филм Духот на татко ми на режисерот Горан Тренчовски, синоќа во Струмица беше одбележена 70 годишнината од раѓањето на бардот на македонското актерство Ристо Шишков. Духот на татко ми представува 39-минутна возбудлива филмска приказна, во која беседат 20 на современици на Шишков и негови најблиски роднини и соработници. Во филмот опфаќам преку нарацијата на неговиот син Васил еден период, значи од неговите почетоци во Струмица, токму во Струмица, каде што ја започна својата кариера пред да замине на студија во Белград, па се до неговото заминување 1986 година, за да остави еден аманет кон следните генерации, да се подсетуваме на оние убави моменти кои што беа врзани за кариерата, а пред се за уметничките филмови и за представи кои што ги потпиша тој бард на македонското актерство. За министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, 70 годишнината од раѓањето на Шишков представува значаен настан за Република Македонија, бидејќи станува збор за човек кој живееше кратко, но создаде вечност немерлива со категоријата време. Ристо Шишков е роден во мрсна Еѓејска Македонија на 23 март 1940 година. Како дете е доселен во Струмица, каде ги прави своите први драмски обиди. Починал на 17 јуни 1986 година во Скопје. Духот. Со прикажувањето на 39-минутниот документарен филм Духот на татко ми, самостоен проект на режисерот Горан Тренчовски, синоќа во Струмица, градот на раната младост на Ристо Шишков, беше одбележена 70 годишнината од раѓањето на бардот на македонското актерство. Шишков, кој што бил мој идол во младоста и на генерацијата, после 70-те години, и на оние повозрастните, беше постојана инспирација и вруток на она што се нарекува слободна уметничка мисла, демократско општество и она што се нарекува слободен поглед кон европските тенденции. Во оваа филмска приказна беседат 20 на современици на Шишков, негови најблиски роднини и соработници. Низ бројни филмски инсерти се испреплетени и моменти од животот и делото на овој актерски великан. Тоа е еден значаен настан за Република Македонија и сум убедена дека многу генерации и идни и сегашни ќе се сеќаваат на неговиот пиетет и на сето она што го направи во македонското драмско творештво. Иако својата кариера ја заврши на 46 години, Шишков остана впечатлив театарски актер и толкувач на разновидни филмски улоги, но ембаргата на кој беше подложен до денеска останаа нерасветлени. Дај ми ја пушката да се одземна.